Добар ден, почнува дневникот во 16:30 на Канал Плюс. Подготвивме прилози за актуелните денешни случувања на истокот. Еве ги темите на денот. Директорите на јавните комунални претпријатија на истокот постигнаа договор со фирмата Нула отпад за прописно одлагање на електричниот и електронскиот отпад во секоја општина. Дождовите ја одложија жетвата на оризот на околу 180 хектари во Виничко. Оризопроизводителите очекуваат солиден принос и добар квалитет, но и навремено исплаќање при откупот. На крајот светската недела на детето, во Штип имаше детски игри без граници, хуманитарна акција во градинките и работелници за воспитувачките. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес беше во посета на Кочани. Присуствуваше на отварањето на дневен центар за деца со посебни потреби. Државата во Кочани планира отворање и на дневен центар за деца со аутизам. Просториите за отворање на дневен центар за деца со пречки во развојот, сместени во детската градинка Павлина Белјанова клон 4, ги обезбеди општина Кочани, а премувањето го изврши Министерството за труд и социјална политика. Ваков центар беше повеќе од потребен, бидејќи децата со пречки во развојот беа носени во соодветен центар во Виница. Се работи за објект кој што е околу 200 квадрати, кој што ќе обезбеди услови за згрижување на 25 деца со пречки во развојот. Досега во ова општина немаше ваков дневен центар и децата со пречки во развојот беа носени дел од нив во Виница. Од сега па натаму во текот на овој месец ќе се врши прием на децата и очекуваме да започне да функционира целосно кон крајот на месецот и да се создадат услови за грижа на овие деца кои што досега има околу 15 на кои што веќе се пријавени и очекуваме да ги користат услугите на овој дневен центар. Во дневниот центар ќе бидат ангажирани дефектолог, психолог и медицинска сестра кои што ќе работат на надградба на способностите кои што ги поседуваат овие дечиња. Исто така дневниот центар ќе значи и поддршка за родителите од општина Кочани кои што имаат деца со пречки во развојот, бидејќи ќе имаат едно катче каде што можат да ги остават децата, да имаат целосна грижа овие деца. Тука ќе се реализира и нивната исхрана, едукација и како што кажав развој на нивните вештини и способности. Ова е 31-виот дневен центар кој што го отвораме како министерство и понатаму ќе продолжиме со активности за градење на мрежата на дневни центри за деца со пречки во развојот, која што е особено битна фаза во процесот на деинституционализација, односно за подобра грижа надвор од институциите на децата со пречки во развојот и градење на нивните способности. Тоа беше дамнешна потреба за оние родители кои што ги имаат таквите деца и ние во еден подолг период се договараме со Министерството, односно со владата, да го овој центар заеднички отвориме. Овде учествуваше општината со своите простории и опремување на просториите, додека целокупната опрема ја обезбеди Министерството за труд и социјална политика. Се работи за вредност од околу 1,5 милион денари, значи по половина од учеството е на општината и другата половина е на владата на Република Македонија. Во името на овие родители кои што се засегнати кои што ги имаат таквите деца, можам да изразам благодарност и во името на општината Кочани благодарност заради тоа што сепак ова е еден напредок за таквите наши сограѓани. Министерот Спасов најави дека Министерството прави напори за отворање на дневни центри за деца со аутизам. Ваков центар наскоро ќе биде отворен во Битола, а потоа и во Охрид. Ке се рехабилитираат 30 километри од државниот пат А3, патен правец од местноста Превалец Виничко до Делчево. Проектот освен рехабилитација опфаќа и санација на постоечките свлечишта над браната Калиманци. Истовремено ке се работи и на заштита од одрони. Зафатот ќе биде финансиран од Светската банка, а целосно ќе биде реализиран до 2017 година.
Значи во тој дел предвидено е да се рехабилитираат 30 километри од патниот правец со почеток од локалитетот Превалец, општина Виница, првата подделница до самата брана на акумулацијата Калиманци, а втората подделница е од градот Македонска Каменица до пред градот Делчево, односно почетокот на рехабилитираниот дел до сега. Ќе опфати проектот рехабилитација на самиот пат, исто така санација на постоечките слечишта кои што се кај браната, над браната на акумулацијата Калиманци, и ќе се работи на заштита на косините, односно одроните кои што се јавуваат на истата делница, и реално се проблем за корисниците на истиот. Во тек е распишувањето на тендерот, односно тендерската документација. Начелно и неофицијално се очекува некаде почетокот да биде следна година, почеток на следна година, за да би завршил некаде за 12 месеци. Од мај до почетокот на октомври годинава општина Штип во обнова на улиците инвестираше над 83,8 милиони денари или над 1,3 милиони евра. За 6 месеци асфалтирани се 28 улици. Конкретно асфалтирани се 28 улици, следи асфалтирање на делот Вардарска, за што веќе се издвоени 4,4 милиони денари, а завршени се и тендерите за улици во селата Врсаково и Долани, додека во тек е тендерска постапка за пат до село Суво Грло. Ќе се направи обити за асфалтирање на улицата до Света Недела, како и неколку помали улици во населба Тричешпи, а веќе се подготвува и листата за нови улици кои ќе бидат дел од програмата за идната пролет, согласно која ќе се оде повторно на варијанта да се асфалтираат поголемите улици, а во втора фаза и помалите улици со цел што помал број од нив да останат нереконструирани. Карадачко и Струјовско мало во општина Македонска Каменица добија нови асфалтирани пристапни патишта. Општина Македонска Каменица за овие активности, како и за асфалтирање на крак од улицата Каменичка, од својот буџет обезбеди 10 милиони денари. Карадачко и Струјовско мало во општина Македонска Каменица добија нови асфалтирани пристапни патишта. Општината Македонска Каменица за овие активности, како и за асфалтирање на крак од улицата Каменичка, од својот буџет обезбеди 10 милиони денари. Општина Македонска Каменица во последните неколку дена е во завршна фаза на асфалтирање на неколку пристапни патишта во општина Македонска Каменица. Тоа е пристапниот пат до Карадачка мала, пристапниот пат до Струјовска мала, како и еден крак на улица Каменичка. Со тоа долгогодишниот проблем на граѓаните кои што немаа пристапни патишта во овие делови практично од општината целосно се завршени. Фирма изведувач на овие градежни работи е Стоименов. Вредноста на целиот договор е приближно 10 милиони денари. Со завршна ситуација ќе видиме колку тоа ќе биде реализирано, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Освен асфалтирање на споменатите подрачја, се поставија и нови канали за атмосферска канализација. Во рамките на овој проект покрај асфалтирањето се изградени и канали за атмосферско одводнување, риголи, значи се што на што е потребно за да овие локални патишта навистина бидат во функција подолгорочно за граѓаните на општина Македонска Каменица. Инаку претходно со средства од општинскиот буџет беше асфалтиран и нов пристапен пат во Бачовско мало во оваа општина, пат кој е со вкупна должина од околу 360 метри и широчина на коловозот од 3 метри. Фирма изведувач за овие активности беше фирмата Колетранс од Штип, а реализацијата на проектот е од огромно значење за локалното население кое што живее во овој дел од Каменица. Директорите на комуналните предпријатија од Истокот се договорија со фирмата Нула отпад за заеднички активности за собирање и селектирање на електричниот и отпадот од батерии и акумулатори. Граѓаните ќе го депонираат овој вид на отпад на посебни пунктови во комуналните предпријатија. Електронскиот и електричниот отпад и отпадот од батерии и акумулатори ќе се собира во посебни пунктови во комуналните предпријатија. Ова го договорија директорите на јавните комунални предпријатија од општините од Источнопланскиот регион на заедничката средба во Делчево, заедно со фирмата Нулта отпад, која ќе го собира и селектира овој вид на отпад. Имено некои општини од Источниот плански регион веќе имаат подпишано договори со фирмата Нула отпад за собирање на тој отпад и предавање на фирмата, додека останатите кои што не го завршиле тоа, кои што не подпишале општините со фирмата, ќе го сторат во текот на наредните 10 дена. Со тоа и официјално
сите општини од Источниот плански регион ќе бидат вклучени активно во акцијата или во активностите за собирање на електричниот електронскиот отпад и отпадот од батерии и акумулатори. Во секој комунално предпријатие ние си веќе ќе определиме пунктови во дел од кругот каде што граѓаните ќе го донесуваат тој отпад. На средбата исто така беше договорено фирмата Нулта отпад во соработка со Техномаркет да спроведуваат активности преку кои граѓаните кои во определен дел од неделата или месецот ќе донесат ваков вид на отпад, ќе добиваат вредносни ваучери кои ќе можат да ги искористат во Техномаркетите. Како надокнада за предадениот отпад, фирмата Техномаркет од Скопје ќе дава на нашите граѓани кои што ќе донесат отпад ваучери со вредност во зависност од типот, видот и количината на отпадот, и тие вредностни ваучери понатаму граѓаните ќе можат да ги искористат за купување на некои електрични апарати во домаќинството кои што се наоѓаат во салоните на Техномаркет. Бенефит од овој договор ќе имаат и јавните комунални предпријатија, но и самите граѓани. Од една страна ќе добиеме почисти да кажеме и со помалку отпад депонии, од друга страна нема да имаме појава на диви депонии, односно фрлање на овие апарати за домаќинството и батерии акумулатори кој каде ќе стигне, значи како што имаме појава до сега во некои места, него тоа соодветно ќе се третира како што треба и како што е законски, и понатаму ќе се преработува и повторно ќе се рециклира и ќе се врати пак во употреба. Електричниот и електронскиот отпад во себе содржи опасни елементи и тешки метали кои доколку дојдат во допир со природата се многу штетни и можат да предизвикаат еколошка катастрофа. Затоа селектирањето на овој вид на отпад ќе биде и во насока на зачувување на животната средина. Во Пробиштип денес се одржа првата информативна сесија на форуми во заедницата, посветена на креирањето на општинскиот буџет за идната година. Станува збор за буџетски форуми во кои се вклучија граѓани и здруженија од Пробиштип со можност да се запознаат, а понатаму и да даваат предлози за тоа како да се трошат средствата од општинскиот буџет. Заврши првата информативна сесија за форуми во заедницата во Пробиштип. Станува збор за буџетски форуми во кои беа вклучени граѓани и здруженија од Пробиштип, кои имаа можност да се запознаат, а понатаму и да даваат предлози за тоа како да се трошат средствата од општинскиот буџет. Оваа прва сесија беше информативна со цел да ги запознаеме граѓаните како ќе тече понатаму овој форумски процес. Многу е значајно што е можно повеќе граѓани, жители на општина Пробиштип да бидат присутни, затоа што ќе имаат право на глас само оние граѓани кои што биле присутни на најмалку 3 форумски сесии. Денеска сме задоволни како се одржа првиот форумски процес, првата форумска сесија. Се надевам дека со исто темпо ќе продолжиме и понатаму. После оваа сесија ќе следуваат уште 5 форумски сесии, а последната 6-та сесија ќе се одржи кон крајот на 2016 година. На следниве форумски сесии граѓаните ќе имаат можност да предлагаат проекти, каде што по пат на гласање и рангирање на истите, тие ќе бидат внесени во годишните програми на општината за 2016 година и ќе бидат финансирани од страна на буџетот. Во сесијата беа вклучени и председатели на местни заедници, представници од невладините организации, представници од политички партии, позиција и опозиција и членови од бизнис секторот. Доцни жетвата на оризот во Виничко, причина се временските услови кои не дозволуваат жнење на оваа култура, која во Виничко ја има на околу 180 хектари. Оризопроизводителите се надеваат дека доцната жетва нема да го намали родот и квалитетот на оризот. Комбајните се тука, но за жетвата на оризот ќе го чекаат сонцето. Без топлината и светлината берикет не може да се очекува, велат искусните. Тодор Голубов од Блатец со срв ги ожнеја првите неколку корени да го запази временскиот рок за старт на овие активности. Жетвата во Виница доцни, приносите до овој момент се повеќе од очекуваното. Единствено дождот може да ги скрати, вели Голубов. Оваа година поради неповолните услови, жетвата малце ќе ни биде покасно започната и дури овие неповолни услови ќе влијаат и на квалитето. Ако биде многу влажна годината, не може добро да созрее оризот.
До сега е квалитетот добар, но ако продължи вака времето нема да биде добро. Западналиот, што е паднаната маса на ориз, не е поволно тоа. Едно 10 дена ќе доцни жетвата. 800 тони е очекуваното производство од реколтата 2015 од 180 хектари засејани со ориз на територијата на општина Виница. Во текот на 2015 година на територија на општина Виница, вклучително и Блатец, засејани се оризови површини на површина од 180 хектари, од кои 50 хектари засејани во Блатец и 130 хектари, Виница со градот со, пониските села, низинските села, се вкупно 180 хектари. Некаде од овие 180 хектари, имајќи ги во предвид комплетно целосно условите, климатските услови, почвените услови со кои располагаме како Виница, од друга страна и наводнувањето кое оваа година можеме да се похвалиме дека беше на задоволително ниво, очекуваме приноси од околу 4500 килограми по хектар или вкупно околу 800 тони. На територијата на Виничко, турските сорти ориз се уште се минимални, иако во соседството веќе ги надминаа традиционалните, а за откупните цени оптимизам влева и новата турска инвестиција во жито ориз. Жито ориз, за кој има информација дека дел се продадени на турски партнер кој инсталира во моментот нова технологија за преработка на оризовата арпа, пред се во делот на оно што значи селекција на зрното, така да очекуваме дека и тој, заедно со партнерот од наша страна, дека ќе врши откуп и преработка на оризовата арпа. По цена се надеваме дека ќе биде на задоволително ниво, што ќе биде од обостранен интерес како на оризопроизводителите, така и на откупувачите. Иако не е основна дејност, сепак оризот се уште е на врвот на приоритетните култури за многу земјоделци во Виничко и најпрофитабилна после градинарството, воштарството и сточарството. Кога се во прашање повеќе хектари, а не декари, кои квалитетно и навремено се обработуваат, профитот не сме да изостане. Со низ активности во детските градинки денес се одбележуваше детската недела во Штип. Во градинките Вераци и Ривири, традиционално неделата на детето се одбележува со хуманитарни акции, со работилници во кои се вклучуваат и родителите и секако со едукации за воспитувачките. Хуманитарна акција од дете за дете е дел од активностите што детската градинка Вераци и Ривири Трена ја организираше по повод недела на детето. Освен вработените во детската градинка, свој допринос во одбележувањето на светската недела на детето дадо и родителите, кои се вклучија во реализација на најразлични настани, каде главен фокус имаат децата. Во склоп на Светскиот ден на детето и неделата на детето, каде централно место зазема детето, во фокусот на вниманието е нашето дете и детето на родителите. Ги планиравме повеќе од активностите каде што се вклучија и родителите и нашите вработени. Како дел од тие активности се хуманитарната акција од дете за дете, каде што се вклучија родителите и работилница со родителите, каде што се вклучуваат непосредно во активностите наши и родителите. Општина Штип во рамките на недела на детето организираше работилница за правата на детето за воспитувачките и негователките во детската градинка Вераци и Ривири Трена. Општина Штип продолжува со одбележувањето на неделата на детето. Еве денес во детската градинка Вераци и Ривири Трена заедно со воспитувачките и негователките одржавме едно предавање, една обука која што се однесуваше на тема правата на децата. Предавање за правата на децата Општина Штип реализираше и во детската градинка Стибо. Остануваме со детската недела. Со Игри без граници денес се заокружија активностите во оваа светска недела, а во организација на Стибовите детски градинки во Штип. Децата го потенцираа правото за здрав живот со спорт и спортски активности. Со цел соодветно одбележување на неделата на детето, раководството и вработените во детската градинка Астибо денес за децата кои ја посетуваат оваа установа организираа Игри без граници. Денес го остваруваме правото на детето за спорт
и спортски активности. По повод тоа право на детето организиравме игри без граници, во кои што учество земаат сите големи и средни групи во детската градинка Астибо од сите 4 клона. Има повеќе игри, како што можете да забележите, децата се пресрекни, нормално немаат надпреварувачки карактер, тие уживаат. Во ритмот на музиката и со спортски дух, децата од средна и голема група од сите клонови на Астибовата градинка, поделени во групи, уживаа во денешниот настан. Додека едни се надпреваруваа, останатите навиваа. Денеска, дали ти е интересно овде? Да. Со другарчињата се забавувате? Да. Ке играме, ке се надпреваруваме. Често против топката. И интересно ли беше? Да. За одбележување на правото на детето за спорт немале посебни подготовки со децата, велат воспитувачките. Во денешните игри без граници биле вклучени секојдневните спортски активности предвидени со образовната програма. Сето тоа го организираме по текот на целата година, затоа што ние секојдневно имаме активности со нив, а еднаш во неделата си имаат со професорот Методи Петров, значи имаат физички активности, но затоа оваа година заедно во соработка со него одлучивме за поинтересно на самите дечиња да организираме, значи, спортски активности. Игрите без граници за децата од градинката Астибо беа одржани во спортската сала Јордан Мијалков во Штипската населба Сењак. СВР Штип поднесе кривична пријава против 22 годишен виничанец кој е осумничен дека во ноември минатата година сторил тешка кражба од бутик во Виница. Имено пријавениот ноќта помеѓу 29 и 30 ноември минатата година со цел да се стекне со противправна имотна корист, го скршил стаклото на влезната врата во бутик во Виница, влегол внатре, извршил пребарување и од рафтовите одзел разновидна текстилна детска облека, со што се стекнал со противправна имотна корист од 163.260 денари. Министрите за надворешни и за внатрешни работи Никола Поповски и Митко Џавков вечерва во Луксембург ќе присуствуваат на конференција за мигрантската рута Источен Медитеран – Западен Балкан. На конференцијата се очекува да биде донесена декларација за блиска соработка на земјите низ кои транзитираат бегалците од арапскиот свет. 3 клучни точки ќе бидат на маса за 3 дена во Луксембург, а тоа се адресирање и исправување на бегалците во однос на соседните земји на Сирија, потоа транзитни земји, Западен Балкан низ кои бегалците транзитираат во Европската Унија, и трето, меѓународната заедница да придонесе на политички план за решение на конфликтот во Сирија. 23-тиот ураган годинава, кој се приближува кон северната јапонска префектура Хокаидо, предизвика прекин на железничкиот и авионскиот сообраќај. Препорака за евакуација е испратена до околу 5000 луѓе. Поради ураганот прекинате железничкиот сообраќај на повеќе од 150 линии и откажани се 92 летови. Поради лошото време затворени се и 105 училишта. Во моментот ураганот се движи кон Хокаидо со брзина на ветерот од 35,7 метри во секунда, а утре се очекуваат поројни дождови. Сириската армија почнала голема офанзива, чија цел е преземање неколку клучни града и региони од терористичките сили. Владините сили ја подготвувале иницијативата неколку години, најавувајќи ја офанзивата. Предходно локалните медиуми објавија дека владините сили се распоредени во неколку сириски провинции во најголемата офанзива што се одвива во Хама, на 200 км северно од главниот град Дамаск. Војната помеѓу Албанија и Србија на фудбалскиот терен продолжува со полна сила. Председателот на Фудбалскиот сојуз на Србија Томислав Караџик остро реагираше на вчерашниот инцидент во Тирана, каде беше каменуван автобусот што ги пренесуваше српските фудбалери од аеродромот до хотелот. Караџик за српските медиуми изјави дека сите репрезентативци се добро и дека нема повредени, но потенцира дека по ваквиот инцидент доведено е и одигрувањето на надпреварот. Место да се говори само за спорт и за фудбал, како што постојано пролонгира УЕФА, пред играта на мечот добива исклучително политички
политички контури, а целата ситуација се заканува со непосакувана ескалација. Во пресрет на вечерашната средба помеѓу фудбалската репрезентација на Албанија и Србија во Елбасан, албанското МВР презеде максимални мерки за обезбедување, распоредувајќи 2300 полицајци, како во главниот град, така и во Елбасан. Надпреварот е вечерва во 20 часот и 45 минути. Фудбалската репрезентација на Македонија утре вечер го игра предпоследниот надпревар од квалификациите за Европското првенство во 2016 година. Во Скопје ќе гостува Украина, селекција која има шанси да избори директен пласман на шампионатот. Од вчера македонската репрезентација е без Аријан Адеми, кој поради позитивниот допинг тест од дуелот со Арсенал од Лигата на шампионите мораше да го напушти тренинг кампот. Дуелот со Украина ќе биде многу тежок. Надпреварот Македонија-Украина се игра утре со почеток во 20 часот и 45 минути на националната арена Филип II. Следниот надпревар Македонија ќе го одигра во понеделник со репрезентацијата на Белорусија. Ова е се во Дневникот во 16:30. Второто издание на Дневникот на Канал Плюс е во 20 часот. Имајте пријатно попладне со нашата програма.